некогаш турска касаба. По Првата светска војна го добија името Анриево по францускиот генерал Анри, за да биде приградска населба некаде по Втората светска војна и ослободувањето, кога и ќе го добие денешното име Ѓорче Петров. Од Ѓорче Петров до Скопје се одело или пеш, или со велосипед, или со познатото вовче пампурче. Денес се оди со модерни средства за превоз и по модерни патишта. Како и да е, Ѓорче Петров е денес една од составните скопски општини. Од 1996 со поделбата на Карпош, Ѓорче Петров станува своја општина. Денес малку ќе зборуваме за она што Ѓорче Петровци ги тангира во пределот на културата, во пределот на забавата, во пределот на спортот, спортското живење. Со нас е првиот човек на општината, градоначалникот Александар Стојковски. Александар, добар ден, и пред да тргне по сончева прошетка, по сончево Ѓорче, да те прашам, Ѓорче, поделено, така вели, кој ќе отвориш барем веб страницата на урбано и рурално. Има ли разлика во потребите меѓу руралниот и колкава е таа разлика и урбаниот дел? Види, пред да дојдеме до потребиве на урбаниот и руралниот дел, сакам први да ви посакам добре дојде во државата Ѓорче Петров. Така е. Значи, ние сме држава во град, така сакаме да кажеме за себе, бидејќи сме уникатни по многу работи, по многу специфики. Таа поделба на урбан и рурален дел која што ја спомна, може би била некогаш во минатото, сега се помалку се губи се повеќе се губи таа граница, да кажам, бидејќи и условно кажано тој рурален дел кој што некогаш се смета за рурален, повеќе не е рурален. Ние имаме села од типот на Орман и Кучково, кои што и тие веќе се урбанизираат, останатите делови се веќе подолго време урбанизирани. Зборам за Ново село, Киса Јабука, Стопански двор, и стануваат места во кои што луѓето сакаат да дојдат и да живеат, а тоа го гледаме и по интересот на новите жители кои што ни доаѓаат во општината. Така. Кога сме кај местата каде што луѓето сакаат да живеат, луѓето веројатно сакаат не само да живеат, сакаат и да се забавуваат, да се рекреираат. На едно такво спортско игралиште сме во моментов и не е во срцето на Ѓорче, не е во паркот или во средината, толку е малку токму во оној дел за кој што зборувавме. Така е. Местото кое ГГ го нарекуваат. Генерално успевате ли да ги покриете сите овие општини, поточно не општини, туку места кои се во општината со вакви спортски објекти кои ќе бидат од интерес за граѓаните или барем за луѓето кои живеат таму? Па да, Антонио, ние отпочнавме еден инвестициски циклус во висина од 9 милиони денари за реконструкција и изградба на нови вакви терени, бидејќи ја почувствувавме потребата на луѓето. Сите овие игралишта и овдека на кое што денеска се наоѓаме се направени пред негде 10 на 15 години во едно друго време и еве дојде редот сега тие да се обноват со современи подлоги, да се направат нови, ова обновено игралиште. Стоиме на тартан, не на бетон. Тартан подлога на ова игралиште е совршена зона што го користат луѓето на оваа населба за рекреација, меѓутоа во исто време направивме и две нови со вештачка трева, едното во Основното училиште Беровски, уште едното кај булеварот Македонска војска. Тоа се помали игралишти и се наменети за она најмалата популација која што па и најприсутна и најмногу сака да спортува, да се рекреира и да се забавува на ваквите простори. И во наредниот период ние ќе продолжиме да ги офатиме сите локации. Да. Ние имаме шампиони практично во сите екипни спортови. Имаме и Македонија Ѓорче Петров во фудбал, го имаме женскиот ракометен клуб Македонија Ѓорче Петров. Да, имаше и кајак, карате, се имаме и теквондо по ново, имаме боксерски клуб, така да сите спортови нас ни се опфатени овдека на територија на општината. Сега кога сме кај тие спортови, теквондо и бокс баш на отворен терен, ајде летно време. Доаѓа и зима и треба да се тренира некаде на затворено. Му недостасува ли на Ѓорче спортска сала? Па од она што го имаме ние како потреба, уште една спортска сала од типот на спортските сали кои што ги градевме во минатото, да, зборувам за спортска сала со публика, дури ни фали и можеби поголема сала од типот на Борис Трајковски.
бидејќи сепак ние имаме локацијски услови за такво нешто овдека во Ѓорче Петров. Ако не Борис Трајковски, па добро, ние сакаме да целиме повисоко за да успееме да оствариме нека од нашите цели. Имаме потреба секогаш. Еве, спортските сали ги реновиравме, последно во училишната сала во Мирчацев доби целосна реконструкција, така и тука ќе имаат подобри. Имаме можеби единствена спортска сала каде што тренира женскиот ракометен клуб Ѓорче Петров, која што е целосно климатизирана, значи имаат одлични услови и во зима, одлични услови и во лето за тренинг, меѓутоа ни се потребни повеќе објекти од таков тип. Кога нема беа европски шампиони, сега имаат можеби и светски. Имаат добри се, супер се, сега се шампиони на Македонија, сега се освојувачи на купот, ќе играат во Европа, игра и лани, ќе играат и сега, така да верувам во желбата и мотивираноста на еве конкретно на девојките од клубот дека ќе успеат многу повеќе оваа година. Така, кога исто ќе отворите веб страницата, може да се прочита дека Ѓорче има и познати имиња кои се од спортскиот живот, кои биле или се актуелни. Јас паметам дека овде некаде на овој простор тргна да се прави нешто што не му треба тартана, ама му требаат плочки и му треба скокалница. Отворен или затворен базен се едно, на времето во Сарај, која сега посебна општина го имаше, Ѓорче можеби го немал или го имал, јас не се сеќавам, но има нешто што е почето и така останато. Па, има проект за затворен базен, тоа е пред се за помала возраст, наречам со помали димензии, прилагодени на училишната возраст на учениците во дворот на основното училиште Беровски, проект кој што започнал негде пред повеќе од 3 години, уште пред јас да дојдам, меѓутоа имаше доста превирања во делот на изведбата, па дури и судски процеси одредени од Агенцијата за млади и спорт. Ние како општина бар директно не сме информирани, иако сме биле заинтересирани во повеќе навреди, да знаеме до каде е работава и што и како ќе се случува со тој објект. Сигурен сум дека иднава влада, односно сега што за набрзо ќе имаме, ќе се зафати со тој проблем и ќе го решиме и Ѓорче Петров ќе го добие и првиот затворен базен, да кажам така. Так, затворен, да, може би да се отвора па да биде и отворен или отворен посебно. Не, имаме локации добри и може би за отворен, меѓутоа сепак треба да има и интереси од бизнис заедницата, може би еден таков центар. Имаме отворен во Кучково, може да појдат. Имаме таму, меѓутоа еве, може би да размислуваме за некој овдека доле. Ја спомна бизнис заедницата, кажи ми, постојат ли варијанти, еве, и ова игралиште за таков базен? Одржлива ли е варијантата за приватно и она што се вели јавно партнерство, соработка, издавање на луѓе кои тоа би го одржувале за соодветен надомест и така. Тука сум го размислил тоа повеќе пати. Меѓутоа, една работа треба да се има во предвид. Јавниот интерес на жителите на местата каде што се наоѓаат овие локации, бидејќи пред се ова е јавен простор. И сега доколку вие го дадете на концесија на него, го затварате, го приватизирате. Јас не сум за таа варијанта, иако оваа варијанта која што ја тераме, односно сами да се грижиме, можеби е потешка и поскапа, да, за општината, меѓутоа овој простор сега може сите да го користат во било кој дел од денот. Доколку вие го дадете така, тогаш за одредена група на луѓе останува затворен. Ние еве го имаме стадионот Млади лавови, каде што ни тренираат два фудбалски клуба, Македонија Ѓорче Петров младинците и фудбалскиот клуб New Stars. Тој целосно е бесплатен за користење, се со цел на тие можеби 1000 дечиња таму кои што тренираат да им овозможиме услови за тренинг. Сакаме да ги направиме нашите терени достапни за сите луѓе, да можат што е можно повеќе луѓе да ги користат. Затоа јас, иако можеби е потешка оваа варијанта на која што се одлучуваме, не би сакал да ги давам на приватна концесија или да ги затворам за жителите игралиштата. Социјалниот статус кај сите не е еднаков, некој ќе може, некој нема да може, ќе биде неправилно. Едноставно им го ограничувате на тој начин пристапот на луѓето до можноста да спортуваат. Ова е наше заедничко, и мое, и твое, и на сите нас, како простор, и треба сите заедно така да го користиме. Така, за да не удри сончаница, ајде да прошетаме по Сончево Ѓорче до една друга локација, па ќе го продолжиме разговор. Александар, сега сме на една сосема друга локација. Овде ни клюват игралишта како печурки, гледам јас. Па види, ја најавив дека започнавме еден инвестицијски циклус. Так. Она што фалеше, можеби во претходниот период, она што имаше барање од жителите на Ѓорче Петров во различни делови, гледаме во секоја мало, така всушност ветивме во програмата пред
предизборната за локални, дека ќе направиме спортски терени. За голем фудбал има, се за мал. Овдека е мало игралиште, за прв пат се прави вакво во Ѓорче, сакавме да направиме еден поинаков концепт баш за тој малски живот што е. За да дечињата што живеат во зградиве во близина, за децата да доаѓаат и да имаат каде да играат, пошто знаете како згради пренатрупано цело време, луѓето оправдано се жалат дека немаат простор јавен и еве го овој простор е јавен, претходно имаше тука во стариот предлог на урбанистички план локација за зграда, таа локација не постои и е јавен простор. Односно ќе биде игралиште, дополнително во најскоро време ќе го уредиме партерно овој дел, така да и во еден дел ќе си има паркинг, она што недостасува и другата компонента што недостасуваше беше спортско игралиште за најмалите. Значи ова е во урбаната заедница Ѓорче Петров, во Мирчевци в урбаната имаме малку поголемо игралиште на вештачка трева во дворот на основното училиште. До сега 3 населби опфативме, ќе гледаме да ги опфатиме сите со нови вакви спортски содржини. Може да констатирам дека Александар Стојковски е обратно пропорционален, и сите ги рушат игралиштата за да направат дупови, а овде дупот се брише за да се направи игралиште. Локација за зграда конкретно имаше тука, ова е државно земјиште, да. Не идевме на варијанта да продаваме понатаму да заработи општината, него да си остане тоа во интерес на сите жители кои што живеат тука. Така, и кога сме веќе тука, уште едно прашање те прашам пред да продолжиме по Сончево Ѓорче на трета локација. Цело време го спомнуваме сега спортот. Спомнавме дека има и спортски клубови и познати спортисти. Финансира ли некого општината? Вложувате ли во млади талентирани деца, во деца на кои треба да им се помогне, на некакви клубови кои се во зачеток и така? Ние имаме за прв пат лани имавме јавен повик за поддршка на активности во спортот, негде околу 2,5 милиони денари. Мислам дека и годинава е околу 3 милиони денари поддршката за клубови, за спортски работници, индивидуални спортисти, и имавме еден јавен повик пред изборите да завршат сите формалности околу конечно завршување на изборниот процес, и оваа година ќе доделиме средства на сите оние кои што беа јавени на јавниот повик, а таму имаме различен карактер на спортисти, имаме индивидуални спортисти, имаме спортски клубови, спортски работници, и мислам дека тоа е најадекватниот и најтранспарентниот начин. И сега веќе општината е во подобра финансиска ситуација, така да за до година може да планираме и повеќе средства. Еве во јули имаме нов ребаланс, нови пари за детски игралишта и за спортски терени ќе предвидиме. Се фали фудбалски турнир, веројатно еден имаме еден убав турнир 8 септември во Даме Груев. Така да еве го возобновуваме по полека последните 2 години, оваа година ќе има малце поинаков формат, така да можеби од наредната ќе стартуваме во целосно еден, да речам, централен општински таков турнир. Добро, фудбалерите и манекенките секогаш оделе заедно, спортот и естрадата исто така. Ќе одиме се на трета локација и ќе позборуваме малку за она што е не само спорт, туку она што е култура, забава, она што се манифестации, она што се настани избиднувања од областа на културата, забавата, музиката и сето останато што влегува во тие рамки. Ајде, може. Сега сме градоначалниче во срцето на Ѓорче. Паркот е местото кое што ги собира и старите и младите, сите генерации, но не ги собира само за обични прошетки или, не знам, рекреација или за арно и лошо што велат, ги собира и за кога има разни поводи, разни манифестации од областа на културата, културни настани и така натаму. Кога е Ѓорчево прашање, сите го знаат легендарниот дом на културата или центар за култура, како се нарекува. Реновиран, функционален, нефункционален и до кој степен? Може би ли да се направи нешто, она што, да речеме, Киселово да го направи со нивното кино? Така, домот на култура, кој што го спомнавте, е функционален во делот, но секако дека може секогаш да се направат надградби. Посебно во делот, она што не е неопходно, во делот на климатизација и енергетска ефикасност, може би поголема на тој таков објект, а простор секогаш има, бидејќи тоа и претходно било кино. Да најдеме некој партнер кој што би ни помогнал во таа ситуација, односно би нашле заеднички интерес, за да може да го реализираме нештото од таков обем, за и Ѓорче повторно го добие. Своевремено имаше таква варијанта со една позната естрадна македонска. Па видете, биле малце искомплицирани тие должничко-доверителски или како да ги наречам
односи. Во минатото знам дека најмалку 10 години е веќе во оваа функција во која што е овој објект. И тој објект им е достапен на сите културно-уметнички друштва, сите ликовни уметници кои што сакаат да изложуваат, кои што сакаат да направат приредби и буквално на сите жители на Ѓорче кои што од било каков аспект сакаат да промовираат настан кој што е поврзан со културата. Така, еве сега последното на кое присуствувавме беше комеморацијата во чест на неодамна починатиот на Џара. Велибор Џаровски. Треба барем на еден таков начин да се одолжиме првично на еден од најпознатите Ѓорче Петров. Ако не и најпознат. Ако не на Балканот. Да, и многу интересен како човек. Јас и тогаш кажав за Ѓорче многу позитивен. Како промотор да кажам и препознатливо лице за општината, ете и за тоа го искористивме, меѓутоа тој дом, меѓутоа и секако за сите други настани кои што треба. Меѓутоа исто така место каде што сме, централниот парк во Ѓорче Петров, бината позади нас и амфитеатарот кој што е спроти нас се две локации на кои што најголем дел од тие настани на отворено се случували и исто така ќе се случуваат и во наредниот период. Така, спомнувате настани, кога сме кај настаните. Да речеме, некои градови, поголеми општини, како Куманово или не знам, имаат културно свое лето. Так. Размислувате ли да има Ѓорче свое културно лето во кое нема се случуваат ад-хок настани, туку една програма која ќе трае, да речеме, 1 месец, 2 месеци во летниот период, па секој втор, трет или секој викенд има вакви манифестации, вакви културни збиднувања? Ние традиционално го имаме тој период маца на крајот од летото во септември, пред денот на општината тоа е 20 септември. Пред тој дел периодот што ние во тие 2 недели обично имаме активности, оваа година ќе ги имаме звуците на културата, каде што во еден континуиран период подолго време се одржуваат ваков тип на настани, завршува се до тоа на 20 со еден поголем концерт, како што имавме и лани на отварањето на новата општинска зграда и имавме промотивен концерт за општината и оваа година го планираме истиот тој настан, со тоа што дополнително ќе збогатиме понудата на културни настани. Започнуваме на 28, 29 и 30 ќе имаме кино на отворено во Ѓорче. Се уште не сме одлучени кино под звездите, што ви рекле. Ќе биде на оваа локација само или можеби на неколку различни локации во 3 дена. Така ќе почнуваме, ќе почнеме еден таков настан, за да кон крајот исто така на август го продолжиме тој циклус на кино на отворено. Ќе бидат презентирани македонски филмови, тоа ни е приоритетот, да биде презентирана македонската култура и уметност. И инсистирам на тоа секогаш да имаме македонски изведувачи и на настаните, по можност ако со Ѓорче уште подобро. Не идеме со опции да носиме странски изведувачи како што прават некои мои колеги. Сега секој има право на избор и она што сака да го привлече, но мислам дека ние секогаш како градоначалници треба да даваме поддршка првенствено на уметниците од Република Македонија. Така, и заради развој на сопствената култура и уметност, и заради поддршка нивна, бидејќи тие се први кои што секогаш при на нас ни помогнале и изкочиле во престрана. Конечно тоа е дел и од идентитетот на еден народ. Ги спомена манифестациите, јас ќе спомнам нешто што се случи парцијално, се случи случајно, ама предпоставувам дека може да прерасне во традиција, а тоа беше велегдинскиот хепенинг кој покажа дека и тоа како голем интерес има Ѓорче и глад за културни и музички настани пред се, оти беше само музички настан. Размислувате ли тоа да речеме да прерасне во една бидна традиција? Ме дополни тука Антонио. Јас малце го изумив тој дел, бидејќи помина за нас, меѓутоа од наредната година Ама ќе дојде. наредната година, здраве Боже, ќе го направиме повторно и верувам дека ќе прерасне во традиција. И еден убав настан. Ние тоа го увидовме минатата година кога правевме денот на општината, исто колку народ привлече таков настан, така да добре е барем 2 пати на пролет и на рана есен да имаме настани од таков тип, се со цел луѓето тогаш и се присутни, бидејќи во летниот период, посебно јули, август. Добро, повеќе одмори ваму таму. Повеќе одмори и да ги направиме во ударни термини кога ги имаме навистина присутност. Кога зборувавме за спортот, ве прашав за Александар, за
финансирање или спонзорирање или помагање на спортистите и спортските клубови и здруженија. Дали во културата има таква опција? Помагате ли некого познати културни дејци, работници, друштва и така натаму? Имаме ние соодветна програма во дел на културите и оваа година и тука за прв пат воведовме јавен повик. До сега поинаку се одвивале работите во општината, меѓутоа од оваа година имаме прв пат јавен повик кој што го објавивме пред изборите. Сега во наредниот период ќе бидат и резултатите. Значи исто како за спортот. Да биде јавно, да биде транспарентно. Се со цел што е можно повеќе активности и настани да можеме да организираме како општина од една страна, од друга страна уметниците си го најдат својот дел, бидејќи секогаш тие се покреативни, се носители на таа една прогресивна мисла и може да ни предложат работи кои што можеби ние не сме ги планираме, а бидат интересни за жителите на општината и ќе завршиме со тој процес, сите ќе добијат поддршка. Оние кои што се јавиле на конкурсот, ги имаат поголем обем и од најразлични делови на уметноста и верувам дека ќе биде добро. А наредна година ќе имаме поголемо искуство и верувам дека и веројатно поголем буџет. Така. Она што е некаков заштитен знак, она што е трейдмарк, она што е бренд на Ѓорче, меѓу другото и ова што го гледаме во позадина цело време, Вовчето пампурче. Јас во најавата кажав кога и како се користело и зошто служело, а сега е некаков музејски експонат овде. Додуша малку е оставено на забод на времето, се надевам дека ќе го одржувате и дека нема да го изеде забод на времето. Од јако вака остане, тешко дека ќе потребуше 5-60-100 години, но седно, друго ми беше муаветот. Подготвувајќи се за ова интервју и знаејќи за Вовчето пампурче, ми дојде на памет една идеја. Веројатно сте биле по туристичките места каде и да, или во соседството, или по некои други дестинации, сте виделе дека туристите таму се возат со не вакви, ама помали вовчиња од една дестинација, до друга дестинација. Дали би била добра идеја да Вовче пампурче, ама да не е пампурче само во името, туку да биде, не знам, на бензин, на дизел или можеби електрично, да ги вози граѓаните на Ѓорче од оваа локација па до центарот на градот и назад, но не сите, туку посебни категории, да речеме ранливи категории кои немаат да платат, трудници, мајки со мали деца, пензионери и така натаму, да биде тоа бесплатно, попат да застанува на неколку станици и назад. Па видиме, замисли сега, како туристичка атракција, не сум го размислил тоа така, сигурен сум дека... Но не само како атракција, како потреба на граѓаните. Доста адаптација би требало да направиме на Вовчето. Не зборувам за ова, тука се направи ново, да се набави ново. Ако има такво тој тип, зошто да не? Меѓутоа, ова е емотивна поврзаност помеѓу ова Вовче, да речем и општината Ѓорче. Мислам дека има уште едно вакво во Кичево. Така е во Кичево. Изложено, не знам за друго, нас ни го бараат железници. Скоро правеа, мислам дека некоја изложба, меѓутоа апсолутно ова се останува тука, не го даваме никаде да оди, бидејќи знам какво беше кога го носевме овдека во Ѓорче, ништо поминавме. Точно е дека можеби оваа локација, иако физички е најсоодветна, зборам тука поминувала пругата, еве гледаме во позади нас се објекти на железница. Меѓутоа можеби треба да добие друга локација овдека во паркот за да биде поизложено, да можат да го видат луѓето, да знаат дека е тука и да го заштитиме малце повеќе од тоа што е во моментот. Така. Добро, оваа идеја за она електричното што ќе води граѓаните останува отворена. Тој со градот треба да го видиме, бидејќи ќе учествува во делот транспортот на луѓе. Па како стојат работите, еднонасочна е комуникацијата со градот, но добро, тоа е веќе во доменот на политиката, рековме ќе зборуваме за култура, уметност, за поубавата страна на политиката, ако веќе. Сосема за крај. Пред да се одјавиме и да ти кажам, нека ми беше чест и задоволство да разговараме и тоа на убави теми во политиката. Имам едно, можеби лично и приватно прашање. Александар Стојковски во иднина политичар или она што е по професија? Лекар, доктор, рентгенолог? Лекар, доктор, рентгенолог сум во секое време, така да тоа ми е примарна окупација и дел од мене. Јас и скоро кажав дека не можам да ги подавам така работите, а со политикава ќе видиме, сме живи здрави. Така, да сме живи здрави, благодарам на гостопримството и Ѓорче, како велат, држава или град во град? Држава во град. Или држава во град.